Книгата «Античките македонци не биле грци» на штипскиот историчар Александар Дунски е меѓу најчитаните на американската веб страна SlideShare. Дунски има близу 9000 читатели, што го става во првите 5% почитаност на страната која има милиони постови. Известувањата за високата посетеност и читаност на оваа книга, администраторот на SlideShare со седиште во Сан Франциско му ги доставила на Стојан Чепанов, кој ги извршил прикачувањата на книгата на оваа светски позната веб страна. Пред се беше испратена како дел од проектот за шериње на македонската вистина на интернет, кој што го започнавме со Александар Донски уште во 2011 година, кога воедно беше и објавен документот. Бев прилично изненаден вчера кога добив веста, затоа што всушност и не знаев дека се прави некое такво рангирање на тие документи кои што се објавуваат јавно. И впрочем добив мејл во кој што пишува дека документот е меѓу топ 5% од најчитаните документи на SlideShare. Но што ова за Дунски значи? Ова за мене представува многу голем успех. Не е мала работа на една од најпознатите американски веб страници SlideShare. Книгата мора да биде една од најчитаните. Во книгата од Дунски се побиваат прогрчките, антимакедонските тврдења во однос на историјата, почнувајќи уште од антиката па се до најново време. Како што е познато, група од стотина прогрчки и грчки автори испратија писмо до председателот Обама со антимакедонска содржина. Јас подготвив одговор, буквално одговорајќи на сите нивни и побивајќи ги сите нивни тврдења. Тој одговор на англиски јазик го ставивме на оваа веб страна SlideShare. Инаку, анализите покажале дека најмногубројни меѓу оние кои книгата на Дунски ја прочитале или симнале од интернет се украинци, следуваат американците и на трето место се македонците.